Сакам да напоменам дека нема никаков простор за паника, исто како и претходно и денеска се врши уште рано изутрина проверка на квалитетот на водата. Можно е во случај на земјотреси поради тоа тектонско поместување на земјиштето да дојде само до заматување на изворите како што се на пример подземни води, бунари и така натаму, меѓутоа во овој случај бидејќи рано изутрина више е отидено од изворот Рашче, земен е примерок, нема никакво заматување, значи се е во ред, така да квалитетот на водата е стварно на ниво. Ние мислам како што треба, водата е санитарно исправна. Исто така имаме контакти со другите институции, со Институтот за јавно здравје, со Центарот за јавно здравје на град Скопје и тие екипи се на терен. Денеска значи ќе се помине цело Скопје, околината на Скопје за да се види дали имаме некакви последици од земјотресот. Меѓутоа, првичните резултати, како што кажав, покажаа дека се е во ред. Исто така и хлорот, резидуалниот хлор е у максимално дозволена граница од 0,2 до 0,5, така да нема никаков простор за паника. Но сепак на социјалните мрежи граѓаните веднаш постираат и објавуваат каде всушност има некои абнормални делови од водата. Значи гледаме дека водата не е кристално чиста. На што може тоа да се должи? Дали е тоа можеби нешто од земјотресот или од можеби од изворот? Значи тоа може само да биде од земјотресот, бидејќи како што реков, поради тоа тектонско поместување на земјиштето, може да се добие кај тие цевки на пример што се стари, да дојде до паѓање нели на корозивни продукти, што секако ги има во старите цевки, железни штоси така натаму, и да дојде до појава на промена на водата. Значи освен тоа и како што реков мало заматување на водата, не може да се јави никаков друг проблем, меѓутоа првичните резултати се добри. Ако граѓаните приметат дека има мало заматување на водата за пиење, слободно нека испуштат да истече 2-3 минути, тоа ќе се изгуби. Ако исто така ако некој има поплака од квалитетот на водата, слободно нека се јави на нашиот телефонски број на дежурно-информативниот центар што се наоѓа на самата сметка. Ќе дојдеме веднаш денеска по пријавената поплака, ќе земеме мостра и ќе добијат резултати за 24 до 48 часа.